Одложени избори, суспендирана аболиција. Странците бараат реформи, а не празни ветувања. Кого измамува лидерот на ВМРО ДПМН и ВМРО-вците му бараат оставка? Има ли политички и државнички кредибилитет Никола Груевски? Дали Заев само се вози со локомотива од странство? Повторно се потиснува јавниот интерес наспроти приватниот живот на политичарите. Зошто Ахмети ги спасува Груевски и Мијалков? Дали се бара алтернатива за фактичко помилување на осумничените за криминалот? Зошто е амортизиран и лидерот на опозицијата? Добра вечер. Мои вечерешни гости се Зоран Киткањ, универзитетски професор, Имер Исмаилиев, универзитетски професор, Марко Трошановски, Институт за демократија и Глигор Стоименов, правник, магистар на правни науки, кој остави впечаток со една колумна, со серија на колумни во кој зад насловот оставка беше директно прозиван лидерот на ВМРО ДПМН со интенција да си замине и да се спаси и ВМРО ДПМН и граѓанството од натамошниот колапс на државата. Моите вечерашни гости, без многу мудрувања, освен на народна која вели кој лаже и краде, како да се потврдува низ политичкото воство, едноставно падна 5 јуни како бетониран датум за избори, најверојатно ќе падне и аболицијата на Иванов како знак на помирување, зашто тоа внесе комплетен немир. И се разбира, имам впечаток дека двајцата странци кои многу поенергично настапуваат во оваа завршница на можната разрешница на македонската политичка криза, го бетонираа специјалното обвинителство, што мислам дека тешко било кој од оваа владеечка гарнитура би можел веќе да атакува на начин на кој и Уставниот суд би ја изиграл последната карта да го суспендира законот. Последното прашање на оден начин е и индикативно. Го постави во реторичка смисла зошто и како така наречениот албански фактор или факторизацијата на албанците на Али Ахмети овој пат беше или е насочен кон спасување на Груевски како партнер или кон спасување на државата под диктат на нивните традиционални партнери Европската унија и посебно американците. Исмаили? Убеден сум дека господинот Ахмети воопшто нема намера, нити имал намера некогаш да го спаси Груевски или било кој од политичката провиенција од македонците или од другата страна од албанците. Мислам дека низ овие години господинот Ахмети со својата политика докажал дека е буквално поврзан на некој начин, едноставно никакви чекори, никакви действувања не земал без да добива поддршка, односно да има поддршка за тоа што го прави внатре, без поддршка од американците. И оваа ситуација сега, иако гледам во медиумите, има многу гнев околу тоа дека господинот Ахмети дуи и албанците го спасат Груевски, што воопшто не кореспондира со реалноста. И до сега, и во иднина, јас сум убеден во тоа, можете мои убедувања не се точни, но јас верувам во тоа дека господинот Ахмети ќе ја игра улогата конструктивна како што ја игра до сега и се што ќе прави, нема да го прави тоа ни под шефот на Груевски или на Заев, туку го прави под шефот на Република Македонија. Затоа што, за разлика од многу други лидери, тој е човек што понекогаш изгледа и бизарно, но така испаѓа дека тој најмногу се бори за Република Македонија. Добро, ама професоре, има една фактичка ситуација. Благодарејќи на Ахмети, Груевски изведе оваа операција на комплетна дестабилизација. Тоа значи, кога донесува законот 5 јуни по секоја цена, не реагира на аболиција, односно реагира на начин на кој премолкно ја дешифрира целата игра на Груевски. Така изгледа, но да се вратиме малку назад, да видиме каде беше Груевски, господинот Груевски, каде е сега. Треба само да се сетим, пошто веќе ова криза трае веќе повеќе од една година. И овие денови последни мислевме, и јас во почеток мислев дека ние една криза ја заменуваме со друга криза. Но од вчера тоа не е веќе така. Не е така затоа што не дека Ахмети има некоја голема моќ да го реши тоа, туку неговата моќ
внатре произлегува од моќта на американците и европејците врз основа на кој ја игра улогата тој. Значи тој не е самостоен играч во целата игра. И тој не играл така и да сакал не може да игра така. Зошто? Зошто го кажувам ова? Сега се добива впечаток дека ние сме во тотален каос, вредностен и конституционален, политички и етнички. Сме биле, делумно сме, но вчера јас сум оптимист дека разврската е пред крај. Значи, почнуваме да се стабилизираме. Иако тоа делумно изгледа, луѓето не го почувствуваат. Зошто? Сите институции во Европа покажуваат немоќ за решавање на овој проблем. Тоа го знаеме сите ние тука. Сега влегува американците. Ние знаеме историски дека американците таму каде им е кризи има и екзекутивност на и решавање на тие кризи. Европа се покажа како тотално немоćна да го реши овој проблем и многу други проблеми во Европа, затоа што има своји проблеми внатре. Прво, второ, Европа кога размислувам во екзекутива. Јас лично претпоставувам Германија. Јас мислам дека имаме германец тука. Тој лично дојде тука, тој представува ставот на Меркел на државата Германија. Значи, овие две личности ми дават оптимизам дека сето тоа што е договорено ќе се почитува. Изгора на сето тоа што вие го нависте. Мојот оптимизам го делам со тоа што сите нагласува дека проблемите во Република Македонија кои се натоложија овие 10 години назад и порано, но сега најмногу ќе се решат со почитување на тоа што се вика специјално јавно обвинителство. Значи, целата енергија на разрешување на проблемите е насочена кон специјалното обвинителство. Што мислам дека тоа би требало и за краткорочно и долгорочно ќе биде решавање. Самоушна реченица. Хрватска го преброде својот чекор влегување во Европа со еден сличен проблем кој го има Република Македонија сега. Но тамо Санадер заврши в затвор. Романија исто така пред многу години. Бугарија исто така. Албанија е на чекор до тоа. Сега се спрема ДЕА, ЦИА, институциите на американците имаат вече е гласано тоа во собранието на Албанија. Тие ќе ги решават сите крупни криминални досиеа кои се случиле таму. Мислите Македонија ќе биде исклучок од това? Да. Затоа што и да сака господин Дафмети, да се врати во и да сака господин Дафмети нема да го брани господин Дугуевски, ако тој му се докаже во периодот дека е вмешан во големи криминали. И тој ќе заврши затвор докажувајќи му ја вината. Лиси оди од Скопје, односно мислам дека ќе имаат средба уште една со Хајндл, со став. Штетата од аболицијата е огромна за Македонија. Поништувањето не сме да биде на селективна основа, значи некој барал на селективна основа. Са прашањето е кој? Професор Киткањ, дали мислите дека, како што вели професорот Исмили, ова е почеток на крајот или е се уште крај без разрешница? Па, баш да констатирам дека е почеток на крајот, не можам да се сложам со тоа, затоа што во врхушката на ВМРО секогаш има непредвиденост. Значи, во последни моменти им текнуваат и пласираат нови идеи. И договорот со Ахмети, ова е, не може 5-6 веќе изготвени, видовме, значи, за овие денови, изготвени предлог закони, измени и дополнување на закони, со цел да овозможуваат пак некои маневри. Значи, не е случајно. Зошто, го прашавте и колегата, зошто Ахмети ги спасува и им го штити гробот на Груевски и на Мјалков? Затоа што во неколку наврати се потврди договорот Мајски дека секогаш Груевски, победничката партија, значи на албанците, значи со најмногу освоени гласови. И во неколку наврати тоа Груевски го потврди. И сигурно имаат и некоја друга точка на врзување со заеднички криминал. Може би е и точката од Deutsche Telekom, бидејќи се вмешани и високи функционери од ДУИ. Значи, не е самостојно направено
влегувањето во тој криминал. Значи, цело време знаеле, а предпоставувам и дека имаат сигурно некои компромитирачки материјали кои ги има Сашо Мјалков и неговата тајфа, кои се однесуваат на високи функционери на ДУИ. Колку време ќе трае, значи, тоа пак ќе зависи од дипломат-булдожерите и од, поготово да американскиот помошник на државен секретар на Нулан. Зошто? Затоа што и тие го губат трпението. Значи, не можат да си дозволат Америка да губи толку време за Македонија, која што инвестирала и вложила многу средства, многу проекти, значи тогаш биле добри и јарни. Сега кога ќе се бара од Македонија да ги почитува да го почитува меѓународното право, еден и од критериумите за влез, нели, во Европската унија, првиот политички критериум е создавање на институции кои ќе обезбедат, кои ќе осигурат демократија, владење на правото и почитување на човековите права и заштита на малцинствата. Значи, тоа е и кај нас и во Уставот, една од темелните вредности. Значи, не барат нешто они посебно, па да власта се однесува игнорантски. Стоименов, морам малку пошироко да го најавам, зашто предизвикавте на прв поглед една лавина на позитивни реакции во двата табора, и опозицијата и во ВМРО ДПМН. Вашиот серијал под наслов Оставка, која се однесува на лидерот на ВМРО ДПМН, чиј вие сте член и активен партиципиент од 2000 година и натаму, и плюс уште сте, да речем, условно државен службеник, зашто сте дел од системот, администрацијата, политичките советници во собранието. Што е натера? Гнев, желба за враќање на ВМРО кон нејзините изворни традиционални вредности, или, да ве цитирам, имајте доблест и повлечете се од функцијата председател на ВМРО ДПМН. После се што видовме и слушавме од вас, немате веќе никаков легитимитет и кредибилитет да извршувате оваа функција. Сватете во пежоративна сметна. Еден мал глигор во еден голем ВМРО со ваков глас, каква реакција предизвика? Преве на почетокот, ќе ви кажам искрено, и јас самиот се изненадив од прифатливоста на моите тези и го искажувам своето задоволство кое искрено не го очекував. Тоа беше еден мој искрен глас, онака, како член на партија која поточно 2003 година, некако моето доаѓање се поклопи со доаѓањето на Никола Груевски, и тоа беше една екипа која застана зад него во собранието на Република Македонија, тогаш кога беа мала пратеничка група и им требаше голема помош од наша екипа која имаше околу 2-3 луѓе. И навистина во тој период ние ја поминавме фазата кога бевме прогласувани за предавници, за шпиони и така натаму, од тогаш припадниците на ВМРО Народна. Така да очекував арсеналот на критики дека ќе оди во таа насока. Меѓутоа, за чудо, знаете, не видов такви критики. Што на некој начин ми дава оптимизам и го споделувам со професорот тој оптимизам дека можеби ова почеток на решавање на оваа криза која трае долго време. Зошто го велам ова? Затоа што ВМРО е сериозно голема партија. Таму има луѓе кои знаат да размислуваат. Значи, тоа не е партија од 50 луѓе и 100 луѓе раководството кои носат само одлуки, другите не разбираат ништо. Не можам да се согласам со тоа. Ми велеа зошто ти и како, кога знаеме дека го поддржуваше многу Никола Груевски, точно е, ние во 2003 година застанавме цврсто и верувавме во таа политика. Ние создадовме Комисијата за надворешни работи, ги создадовме политичките академии на ВМРО, преку кои се обучува многу кадри во ВМРО, тогаш помош на Конрад Аденауер. Значи, застанеме цврсто нашата екипа во парламентот, предводени сега го тогашната почитувана Ганка Самуилова и Кедап и така натаму, пратеници кои беа, тоа беше мала пратеничка група. На другата страна беше економскиот тим, кој му помагаше на председателот Груевски, предводени од професорот Славевски, Петковски, Живко Атанасовски, така натаму. Ваму беше Владо Лазаревиќ од друга страна. Тоа беше окосницата на тимот кој го градеше новото ВМРО, европско ВМРО,
кој ќе биде евроатлантски интегрирано со една силна посветеност на овие евроатлантски интеграции. Знаете, да ви потсетам само, па ние безброј теми пишувавме критики кон Социјалдемократскиот сојуз за нивните спори реформи кон Европскиот пат. Шлеменов, Многу текстови напиша за тоа. Ја кажавте на оден начин една индиректна дилема. Врзана е дури вклучувајќи и со Хайндел, германскиот последник. Кој е тада Науер, која е фондација на владеечките демохристијани, ги изнедри, меѓу другото, би рекол 50% од сегашните кадри со кои раководи Груевски. Како е возможно луѓе кои се воспитувани во дух на ред, дисциплина, правен поредок и така натаму, кои ги почитува принципите на демократија, да се заробеници на култ на личноста, да бидат на оден начин дел од алчноста на владеечката гарнитура? Да ви кажам, јас долго време се прашувам токму ова прашање. Значи, партијата која ние тогаш условно, да кажем, ја создававме, преку комисиите и така натаму, не личеше ништо на ова што се случува денес. Да ми кажувал некој дека ќе дојдеме до ова тередже, јас тоа не би го поверувал. Токму во насока на тоа што го кажувате. Тоа беше сосема друга политика. Знаете, сосема нешто различно. Европска унија, политиката на Соединетите американски држави, на САД, западните вредности беа наш приоритет. Беа, како го велат се, забетонирани наши вредности. Ние не помислувавме да идеме понатаму од тоа, да варијации на тема да правиме. Па, меѓутоа, тоа почна да се крши постепено 2007-2008 со таа партиципација условно во античката историја која не се согласува. Ако сакате да партиципирате во античката историја, па напрете го тоа кој ќе бидете членка на Европска унија, ако толку имало желба да се прави. Тоа е така погрешен потез кој малите држави не го разбираат во суштина, не ги разбираат базичните постулати на меѓународната политика кои велат дека малите држави не можат да пркосат на посилна, многократно посилна страна во еден контекст, во едно време кога се решават клучни прашања, влез во НАТО, интеграција на овој процес. Уште само едно прашање кој има повеќе партиска димензија од што општа за што ќе разговараме. Бидејќи сепак мислам дека клучното прашање е внатре во ВМРО. Разврската не може да се случи без разврска внатре во ВМРО. Апсолутно. Но идејата ми е следна. Разговарате ли, да речем условно, со партиците за аболицијава, за овие криминализирани состојби во општеството, за тоа дека партијата се затвори во врхушка од 3/4 и така натаму, што исто стратешки позиција која и Љупчо Георгиевски го чинеше и мандат и партија. Искрено да ви кажам, во периодот од започнување на кризата, многу малку за ова станува збор во партијата, и тоа морам да го кажам искрено. Може би вака во кулуарите, во неформални разговори и така натаму, луѓето се свесни. Луѓето го кажуваат тоа што е. Меѓутоа, ретко кој кажува јавно, ретко кој се спротивставува на лидерството, се уште постои некој страв, меѓутоа, еве како што кажам на почетокот, изненаден сум колку тој страв е веќе намален, колку луѓето веќе посериозни дебати водат, така да постои свесност. Да. Само да допол. Кажи. Без да навлегувам. Да. Слушајќи ве вас сега, ме вративте на некое време во кое јас верував во тоа што вие го кажувате и запознаев некое друго ВМРО, ДПМНЕ, нели, која е поврзана и историски кон европските вредности, но за жал, за нивна жалост, на ВМРО сегашната, единствено кој го поддржува ова политика на ВМРО на годините на нас што ги направи, е амбасадата, руската амбасада во Скопје. Моето прашање до вас е дали ве има во малцинство, дали сте вие во малцинство или дали ве има повеќе во... Затоа што иднината на ВМРО јас ја гледам во тоа што вие сте го изградиле, што викате, а не во ова што ја гледам сега. Во конфликт со сите, на крајот се во конфликт со самите себе. Веруете, огромно множество. Ова не води никаде, ова ми кажа. Да, ова само како прашање ве прашам. Колкава е моќта ваша да влијаете, луѓето да се свртат таму кај што одат сите? Благодарам, моќта на поединецот е секако мала, доколку не има критична маса, меѓутоа ве убедувам дека огромно мнозинство ја поддржува токму ова евроатлантска интеграција која многу големо малцинство е тоа што го гледате по митинзите. Тоа што се кажува, што медиумски се одработува од некои, јас ги велам пропагандно, шарлатански здруженија, кои од разни лукративни интереси, медиумски
да кажам, еве условно шарлатани и така натаму, кажуваат работи кои навистина немаат голема поддршка во партијата. Еве кажам, следење на руската политика и така натаму е нов момент. Тоа не е така во партијата. Тоа се, знаете како, луѓе кои можеби се осеќаат сега загрозени од некоја позиција која имале и сега преку една условно манипулација на народот, на членството, кажуваат работи кои воопшто немаат врска нити со реалноста. Трошановски, се извинувам, во шпицна криза направивте сондаж. Таму има јасен сигнал дека 75%, мислам, 76. не ја поддржуваат аболицијата на Иванов. И тоа е дел од општото расположение што се одразува сега. Меѓутоа, она што ми е индикативно и не ми е најасно, како е возможно од целата оваа ситуација и натаму во македонскиот блок Груевски да биде супериорен наспроти Заев во 1:2, а кај прашањето кому не му верувате, нели, да се изедначени во постотокот на околу 50 на 100 еднакво и Заев и Груевски. Значи, толку народ не му верува и на едниот и на друг, што создава една дискрепанца. Зошто е таквата резултанта и израз на кое расположение? Добро, институтија направи анкетата пред недела дена, речиси, заврши резултатите, така да се доста свежи. Наводната контрадикција за која што зборувате, всушност се однесува на не е контрадикција, изедначеноста во негативната перцепција кон двата лидера се однесува на ниво на држава. Разликата во рейтингот во популарноста на Груевски визави Заев е присутна кога ќе се погледнат само перцепциите на македонските граѓани. Меѓутоа, незадоволството кај албанската популација од Никола Груевски е речиси апсолутно. 89% имаат негативно мислење за Груевски и оттаму, значи, збирно придодаваат кога на ниво на држава ги споредуваат рейтинзите кон негативното конто, односно контото на негативна перцепција за Груевски. Но, да не создаваме лажна слика на Заев дека речиси е победник во вакви услови, зашто кога ќе дојде Стани Пани, албанците нема да гласаат за Зоран Заев, ќе гласаат за албанските лидери. И на тој план прашањето на изборот ќе се бие во македонското ткиво. Да, доколку предизборни комбинаторики не создават поинаков контекст во смисла на окрупнување на опозицијскиот фронт, многу поголема инклузивност на политичката опозиција пред Социјалдемократскиот сојуз кон граѓанските движења и организации кои што се сериозна варијабла во сите овие математики. Тука доаѓа беса која што е во подем, која што се уште не настапила во политичката изборна трка со која што може да се калкулира, така да доколку самостојно се настапува и се алудира на целосна заслуга за промена, да се преземе целосна одговорност за промената во Македонија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ризикот за потврдување е голем. Сега се враќаме на дневна реакција. Собранието денеска заседаваше. Во игра е сега, меѓу другото, законски решенија околу можноста како да се повлече актот на аболиција. Првото решение е писателот самиот тоа да го направи во рок од 30 дена. Второто е, како што веќе е публикувано, секој од нив поединечно да побара и да се врати практично во редовна процедура неговото досие за што е аболирано. Што вие мислите? Реално тоа ќе се случи? Дали враќањето на суспендирањето на аболицијата ќе значи поттикнување на специјалното обвинителство да ги ефектуира и побрзо да ги разрешува сомнежите за кривично дело, и дали од сето тоа реално може да се очекува разврска или нова конфронтација ако дојде време да се разговара за битието злостоничко здружување, каде што, меѓу другото, сите може да бидат обвинети. А од Трошановски да почне. Видете, тука е клучна политичката волја.
Значи, со тоа што се носи решение вакво законско за аболицијата, кој што во себе остава сепак можност за избегнување, за манипулација, следејќи и самата изјава на Ли, која што точно ја претендира да спречи било каква идна злоупотреба на тоа законско решение во смисла на селективна аболиција. Јасно е дека сепак од политичките актери не постои директна волја за разрешување, искрена волја за разрешување на оваа криза, и во таа смисла не би бил оптимист, како професорот многу попредпазлив би бил. Може да детектираме кои политички актери, сите четворица лидери или само владеечката двојка? Па, мислам дека се оградија од тоа законско решение Социјалдемократскиот сојуз. Поднесено беше од страна или на Талат Џафери или Димовски, колку што ја знам. Можно е во блиска иднина, а тоа блиска иднина подразбирам недели, нели? Во специјалното обвинителство да има луѓе кои нема да бидат директно врзани со незината работа и незините одлуки, но заради во наводници нашата понос тука, ќе се вклучат луѓе кои ќе бидат советници. А де факто луѓе кои ќе си земат одлуките за сите тие што на некој начин имаат одговорност за криминалот кој се случи во Република Македонија. И убеден сум во тоа дека тука воопшто нема да има за никого опрост, што се вика. Туку дали воопшто ќе има да нема и класификација на подвоеност на луѓе. Значи, тука ќе одговарат сите тие што се огрешиле со законот, односно имале суди со законот. Дали тоа ќе биде некој од ВМРО ДПМН, дали од СДСМ, од ДУИ, верувајте ми дека воопшто тоа нема да биде, затоа што американците веќе се одлучија на тоа, дека спасот е сите да одговарат пред законот. Видите, без селективност. Апсолутно. Што значи дека пропаѓа идејата, нели, ова четворката, петорката да се спаси па да бидат жртви ситните чиновници и партиски. Јас го читав тоа и го анализирав на неколку пати, имајќи во предвид и луѓе што ја разбират јазикот, дипломатскиот во тоа. Значи, пораката е, нема спас. За сите што се инволвирани во тоа, ќе има судска разрешница и тоа ќе го направи специјалното јавно обвинителство. Точка. Па вака, и тука завршуваат сите наши дебати внатрешни со тоа, а на крајот ќе се спаси Македонија. На сите ни е јасно дека Иванов сам не донесува одлуки, дури и кога ја аболицијата која објави во јавноста, кога кажа дека никого не консултирав, сам донесов одлука, и тогаш е уште поголема грешка. Значи, вие носите таков акт, а никого да не консултирате. Тоа е напротив грешка да не консултирате. Најубаво беше да консултира и 5-6 професори по уставно право, и по кривично, и по процесно право, за да не се појавиат денешните последици. Судски епилог мора да има судска разршница. Тоа нема да го дозволи меѓународниот фактор, а најмалку па Америка. Значи, мора секој да одговара. Зошто? Затоа што и во член 9 од Уставот вели дека сите треба да бидеме еднакви пред Уставот и законите. Без разлика на материјалната, социјалната, политичката положба. И не гледам зошто политичарите би биле привилегирани во однос на сите други граѓани, кои се подеднакво даночни обврзници, да речеме. Имаме обврски према државата. Значи, на легитимен начин да ги остваруваме своите цели. И зошто би тие биле привилегирани? Семенов? Видете, јас прво сакам да кажам од една работа. Прво, мислам дека председателот Иванов воопшто не донесе акт на аболиција, туку на амнестија, тоа го напишав, значи, да. Аболицијата е нешто сосема друго. Без разлика што институтот аболиција го кинавме 2009 година, не постои веќе во правниот поредок, меѓутоа треба да се каже дека аболицијата е чин кој се носи во исклучителни околности, кога се работи за, како што е наведено во членот 11, за потреби за доброто на републиката и во исклучителни околности доколку председателот одлучи дека некое лице одредено поради политички причини или било какви причини може да му бидат нарушени човековите права. И тоа се носи во исклучителни околности за 1 до 2 лица и ништо повеќе. Значи аболиција е нешто сосема друго. Овде се поимите се малку, значи ова е амнестија. Меѓутоа треба да знаеме председателот право на амнестија нема, тоа носи собранието. Што значи од тој аспект самиот акт е ништовен, пошто не постои, ние не сме во 19 век, па може 60 луѓе најнаш да ги амнестирате едно лице председател. Значи
амнестија, ќе повторам, носи собранието, а ова е амнестија, ова не е аболиција. Сега, околу вашето прашање, имено мислам дека интензивни преговори се водат околу ова, и тоа ќе се водат овие 2 недели многу интензивно. И верувајте дека мислам дека 2 до 3 недели ќе има нови решенија, мислам дека ќе бидеме сведоци на нови технички влади и така натаму кои ќе бидат во тој период донесени со нови одлуки со притисок на меѓународната заедница. Исто и ова прашање околу амнестијата мислам дека ќе се реши. Со комплетно повлекување на Моите вечерашни гости Киткан и Смили Трошановски и Стојменов и натаму се во студиото на прашање кои се сега веројатно поиндикативни каква разврска би можеле да се очекува и околу рокот на нови избори и околу тоа дали е возможна експертска нова политичка експертска влада која би ги премостила овие нови состојби. ЕПП и се враќаме насад. Одложени избори, суспендирана аболиција. Странците бараат реформи, а не празни ветувања. Кого измамува лидерот на ВМРО ДПМН и ВМРО-вците му бараат оставка. Има ли политички и државнички кредибилитет Никола Груевски? Дали Заев само се вози со локомотива од странство? Повторно се потиснува јавниот интерес наспроти приватниот живот на политичарите. Зошто Ахмети ги спасува Груевски и Мијалков? Дали се бара алтернатива за фактичко помилување на осумничените за криминалот? Зошто е амортизиран и лидерот на опозицијата? Добро, инспирирав може би нешто сега. Поштовани гледачи, вториот круг го започнувам со мал вовед, за да му дам шанса на објаснување на професорот Зоран Киткан. Професоре, вие бевте првен студент на Белградскиот универзитет, додека студиравте. Бевте и проректор, дори мислам. Продекан, студент продекан и член на Сенатот на универзитетот. И на одреден начин ја следевте голготата на Слободан Милошевиќ. Од партнер и миленик на американците до губитник и непријател. Може ли да направите било каква паралела на тогашното политичко милје во Белград и сегашното во Скопје? Ситуацијата во Белград беше следна. Значи, студентите имаа секогаш поддршка од големите фирми, мултимагнати, како ПКБ, ИМТ, Раковица, и кога први се забарикадираа на филолошкиот факултет, значи, почна, така да наречам, пролета тогаш во Србија. Значи, 91 година, тогаш Драган Джилас, како студент проректор, пред некој време беше председател на Демократската странка, И го водеше градоначалник, и градоначалник, да, и директор на канцеларијата на председателот на Србија. Значи, тој го водеше, имаше едно тело председништво актива во кое членуваа дел од сенаторите студенти и продеканите. И разликата беше во тоа што таму адвокатска комора Белград нудеше бесплатна правна помош, значи за сите учесници во тие студентски протести. Што не е случај овде, малку мене ме изненадуваат адвокатската комора на Македонија или на Скопје, бидејќи во ситуација кога сите се бориме за подобра иднина и го искажуваме нашиот револт, незадоволство и бес кон проектите на оваа владеачка гарнитура, значи мора да излезат во пресред и самите да се понудат на сите протестанти. Разликата е тука што Груевски, значи, има сериозни проблеми во своето однесување. Вие, ако ги следевте снимките, можете да констатирате еклатантен школски пример за пореметување, квалитативни пореметувања на емоциите. Кога некој манифестира чувства, кој не соодветствува со реалната ситуација, тоа укажува дека лицето има проблем во емоциите, и тоа квалитативен. Значи, кај него гледаме неизмерна среќа, задоволство и радост, затоа што на некој си бизнисмен со динамит ќе му се руши објектот, па дури ми е срам да кажам малку, му потече низ панталоните. И толку се смее, толку е радосен. Има една друга актуелна ситуација. Целиот е радосен и насмеан,
со екзекуторите кои му дојдоа и со Ли и со германецот. Тоа е насмевка која е така вештачки склопена што оддава енергија на страф, а не енергија на стабилност. Добро сте констатирали. Неговата фацијална експресија, значи колку да покажува гостопринство, соработка, тој сепак не може да се скрие од стравот што го чувствува. Мислам дека ние предпоставуваме. Добро. Господинот Груевски знае каде ќе заврши. Што следете го неговиот пад од неприкосновен премиер пред една година, помалку од една година, на колку отстапки беше приморен да направи за да дојдеме до ова ситуација сега да има поново нов парламент. Кој парламент на крајот ќе издействува избори, промени кои ќе треба да ги направат. Сега тоа каква ќе биде техничка експертска влада, тоа веќе технички да се договори, но ВМРО ДПМН, поточно господинот Груевски, за тоа што ја злоупотреби најарогантно толеранцијата на Европската унија и Соединените американски држави, за тоа ќе има цена и ќе плати. Јас би посакувал тоа да не го платат членовите на ВМРО ДПМН, затоа што убеден сум дека таму има европско ориентирани луѓе, како што кажа мојот соговорник, но лично тој, кој како прв човек кој ја водеше ова катрахура на цела Република Македонија, од почнување на сменување на личен опис на македонците во државата, до самата држава во целина. Значи, на крајот, во сите вакви процеси, општествени, национални, мора да има крај. И овде се надзира крајот, започна пред еден ден или два, колку тоа ќе трае, нема да трае години, во прашање се месеци, и на крајот, мислам дека ова земја, со луѓето внатре ќе се врати во нормала. Ние додека не признаваме дека со години сме живееле во абнормално општество, ние не може да се озреваме да станеме здрави. Тоа ќе ни помогнат, нарочито американците кои убеден сум во тоа дека се многу одлучни околу овие прашања, затоа што ние и тие можеби немат многу не се насекират за нас внатре. Туку проблемот во Република Македонија може да создава други проблеми ланчани околу. Тоа се плашат од тоа. Нуланд дојде одамна интервенција на многу високо ниво и од тогаш наваму некои сериозни подобрувања во реформските процеси не се случија, напротив се повеќе се заплеткуваше ситуацијата, така да можеби нивната проценка и менаџирање на ризикот, начинот на кој што менаџираа целата оваа криза беше малку наивен. Наивен или свесно да одат постепено на обезличување на моќта на Груевски. Затоа што тоа било стратегија и свесна стратегија. Април му пропадна, 5 јуни му пропадна. Се му пропадна. Аболицијата му пропаѓа, нели? Изборите сега му пропаѓа. Ги потроши, да речем условно, интелектуалците што околу себе го бранеа. Од Каракамишева до уметниците, до историчарите кои веќе сега немаат позиција. Добро, 5 јуни дома. Opinion makeri може да се рециклираат постојано, да се создаваат нови, да се промовираат низ медиумите, гледаме некои нови лица стана апологети на политиките на оваа власт, тие си заменуваат, доаѓаат други. Не е тоа некој главен проблем. Проблем е, гледаме дека законски решенијата кои што се носат и кои што треба да се донесат во иднина, ќе бидат од актуелното парламентарно мнозинство на ВМРО ДПМН и ДУИ, кои што до сега не покажа цврста волја за решавање на овие проблеми. Реално нема никаков прогрес во ниедна од реформските приоритети кои што ни ги зададе Европската унија, нити пак од приоритетите кои што беа зададени со Пржинскиот договор. Ама нема реформи, има извештај на Прибет, тој не е спроведен, тоа е зборува за декриминализација на општеството. Точно, ама сега тоа треба да го донесе парламент како регулатива законска. Реформи во медиуми, борба против корупција, департизација на администрацијата и така натаму, многу од тие работи законски треба се уште да се дорегулираат за понатаму да превземе владата, каква и да е техничка, национален спас или кој да е модус, за понатаму таа да ги имплементира. Оваа констелација парламентарна, која што до сега
не постапуваше во духот на стабилизација на Македонија и не постапуваше во духот на некое државничко одговорно однесување кон граѓаните и идните генерации на оваа земја. Мислам дека оптимизмот е нели Стојменов, дали само е неоправдан. Можете само накратко. Собранието сега нити во минатото не било многу активно. Во догледно време сега ќе биде тотално пасивно. Бидете убедени во ова. Воопшто тие немат право, нити некој ќе ги праша како собрание, како луѓе, како парламентаци. Тие ќе бидат гласачка машина која ќе извршува наредби, уредби, закони кои ќе ги донесуваат некои, а тие само ќе бидат формално правна подкрепа и за тоа што ќе треба само да го завршам мојот цикл, Стојменов. Дали не ви се чини дека Груевски жртвува се околу себе, освен тие 3-4 ева, го жртвува безличниот Иванов, го потрошува. Трајко Велјановски нема веќе никаков кредибилитет. Ден пред да го свика собранието, еден пратеник му пушти порака, ние ќе ти создадеме услови, у среда ќе свикаш собрание, он од Рим ни порачува дека нема уставни основи. Од денес му се создаваат уставни основи. Во целата таа работа, откако се е потрошено, колкав е капацитетот на лидерот да ја контролира партијата и да ја воведе во помирни води на разврска? Знаете како, јас сум убеден пред се во решеноста на меѓународниот фактор да ја води оваа значајна битка, условно да кажем битка во Македонија, и не се сомневам во успехот. Притисоците ќе бидат големи, че тие се веќе видливи, и сепак има надеж дека ќе дојдеме до некое решение. Тоа нема да биде брзо. Значи, да бидеме спремни дека тоа нема да дојде преку ноќ. Меѓутоа, огромниот притисок кој го гледам дека се прави како врз председателот на ВМРО, така и врз останатите политички чинители, ќе доведе до, мислам, убеден сум, до една разврска. Денес во Република Македонија, за жал, највеќе на браникот на, да кажем, на државата и на браникот на Република Македонија токму меѓународната заедница. Токму тие стојат таму каде што јас и апелирам на поголема свесност кај луѓето дека се работи за тоа да прифатиме таа политика. Ние сме земја кандидат за членство во Европска унија, да не заборавиме. Суверенитетот не се разгледува од аспект на 19 век. Суверенитетот се губи кога се член држава кандидат член во Европска унија. Затоа мешањето на странците според мене е еден нонсенс кој се сервира на нашиот народ, тие дел го прифаќа, дел не го прифаќа. Апсолутно треба да прифатиме сугестиите, верувајте дека во овој момент клучниот аргумент и клучниот мотив кај странците, немам сомнеш дека постои да се реши оваа криза и едноставно за доброто на оваа држава и за доброто на Република Македонија. Притисок ќе биде огромен. Огромен и тука сум оптимист. Образувањето, значи во разрешувањето на кризата многу ќе зависи од внатрешните структури на ВМРО. Да се појавуваат што поголем број луѓе како Глигор, кој докаже дека срцето му е во градите, а не во петите. Како на голем број членови таму кои не се слагаат со политиката, меѓутоа молчат. И втора работа. Груевски ќе се обиде, значи по секоја цена да се спаси тој и братучет му. Меѓутоа, да не заборавиме дека меѓународниот фактор, значи нема повеќе да биде медиатор. Ќе се наметне арбитража, ќе ги седнат и нема излегување, додека не се реши проблемот. Имам едно прашање за вас. Како опозиционер, цело време настапувате како опозиционер, долго време бевте и партиски определен кај НСДП, па сега сте излезени таму. Дали па сега мислите дека прекупирани ние со падот на Груевски и со деакумулираната моќ, дека таа се пренесува по автоматизам во опозицијата и Зоран Заев и Тито Петковски се гледаат сеир и го чекаат мигот кој ќе дојдат на власт? И да има сега избори, да речеме. Еве, предпоставуваме сите дека би можело да се случи заедно со локалните избори. Кој да дојде на власт, значи проблемите нема да се решат. Затоа што овде не станува збор само за политичка, имаме безбедносна, економска, социјална, морална криза. Значи имаме ограничување на капацитетот на институцијата. Најголем проблем во нашата држава е непостоење на доерба.
помеѓу лидерите, а во помалите места и помеѓу електоратот, значи кој поддржува една или друга страна. Толку е голем степенот на доверба, толку се нарушени меѓучовечките односи, значи за овие 8-10 години толку е сеено страф, толку е сеено омраза, толку е стварано непријателство меѓу граѓаните, што не може да седнат на заедничка маса да се разговара. А тоа е основен принцип, почитување, взаимна добра и почитување на Сите сме личност. концентрирани, па и оваа дебата, дека странците ќе модерираат, па и решаваат или арбитрираат кризата. Меѓутоа, ние имаме еден сегмент кој сега се појавува на оден начин со автохтон граѓански ентузијазам, без оглед дали е 300, 3000, 5000. Тоа е така наречената шарена револуција. Без оглед дали таму стои левичарски покрити, граѓански движења и така натаму. Вие во вашата сондажа велите дека 30% од испитаниците ја поддржуваат шарената револуција. Тој граѓански гнев, дали може да се прошири во кој ќе кажат, видите, доста ни е више од авторите на кризата да бидат и автори на разрешување на кризата? Трошановски? Поддршката за шарената револуција е исклучително поголема, речиси дупло поголема, 61% од оние што поддржуваат протести во Република Македонија. И тука би се надоврзал на претходниот соговорник дека исклучителната поларизација на помеѓу луѓето произлегува од поларизацијата во, односно одвојувањето на двете на главни политички партии кои што не успеа да направат компромис. Но тоа кај македонците, кај албанците не е таква Зборувам за рискантна таа поделба. Може би Сега ќе биде допрва ќе избори, биде, допрва ќе биде, меѓутоа зборувам се генерално за кај македонците и тој вакуум на недоверба потреба луѓето да се идентификуваат со нешто од една страна и неуспехот на овие политички елити да испорачаат подобар живот и по нормална држава, од друга страна резултираше со ова граѓанско движење, нели со шарената револуција која што е до сега нели најмасовен феномен на неформално граѓанско организирање во Република Македонија и мислам дека тука треба да се бара едно од решенијата за надминување на оваа криза, односно враќање на довербата на граѓаните во идните кадровски решенија кои што би ја воделе државата и во таа смисла нашата анкета и покажува над 60% од граѓаните сметаат дека треба во преговорите да бидат вклучени представници на граѓанските движења, на граѓанското движење и на граѓанските организации. И тоа е несомнено поради огромната разочараност од тоа до каде ова политичка елита, односно четворицата лидери кои што преговараат, не доведоа. Само да додадам. Значи, има идеално поклопување помеѓу недовербата кон политичките лидери, двата главни македонски политички лидери, кои што е околу 60% негативно имаат мислење луѓето за нив, а исто толку луѓе сметаат дека 60% дека граѓанските организации треба да бидат дел од преговорите. Киткан, само уште ми дадеш лагворд, Марко, околу паралелата Белград-Скопје, Милошевиќ, Груевски и така натаму. Дали овој ентузијазам во шарената револуција, граѓански, кој мириса на она варијанта на навестување на демос, на обединување на студенти и така натаму, има некаква паралела која може да биде слична со белградскиот импут на симнувањето на Милошевиќ? Па паралела има, значи не може да биде скроз исто, слични работи има, затоа што и тука да бидеме реални дека се почна од студентите од филозофски факултет, се групираа сите студенти, го покажа својот став, му кажа на премиерот и на власта дека е доста, дека не може никој да одлучува за нивната судбина без да бидат прашани. Набргу им се приклучи и професорскиот пленум, така беше и во Белград. Значи, почетоците беа исти, со тоа што таму беше многу поорганизирано и големите фирми, стопанственици не се толку плашеа како што се плашат тук. Имате една изјава, мислам дека за Слободна Европа, во време кога избликна студентските протести овде. Можна ми е индикативно, упорно инсистирате на бизнисмените и на професорите. Професорите мора да бидат први меѓу студентите.
кога имат проблем и работниците, и стечајците, исто така треба да излезат. Значи, не само да се предава на факултетите, дуку и да се врши на одреден начин една морална и социјална пенетрација во општеството. Зошто сега професорите се гледаат СЕИР? Значи, една од причините за таквата ситуација која што имаме денес се и универзитетите. И МАН. Затоа што не е работата на професорот само да предава, да држи настава и да прави проверка на знаењето кај студентите. Неговата стручност и професионалност треба да ја искористи и да ги критикува сите неиздржани проекти и она што е нелогично што го спроведува владата. Можат да разговарат во кабинети, а немаат храброст да излезат кај вас. Зошто? Се едни исти, многу мал број професори гледам да излезат јавно и да си го кажат своето мислење. Во поново време почнаа да излегуваат, гледам и на протестите, и тоа навистина ме радува. Патриоти се, за мене патриоти се како Глигор. Тој ја сака државата, тој ја сака партијата, тој си го сака семејството. Он кажува не и доста, затоа што размислува за своето дете. Не значи дека он помалку ја сака партијата ВМРО ДПМН. Не знам зошто молчат. Значи има многу луѓе квалитетни. Не е како порано што беше интелектуалците се во СДС. Не се слагам. Значи сега има многу паметни луѓе и во ВМРО, интелектуалци со своји професионални, стручни ангажмани во проекти во земјата и надвор, меѓутоа многу малку се спротивуваат. Пред вториот блок реклами, едно прашање кое е мощно симптоматично за законско решение во кое популарниот закон за бомби, во кој се штитеше приватноста, после сугестијата на Венецијанската комисија дека има доминација јавниот наспроти приватниот интерес, меѓутоа имате став дека објавувањето на прислушуваните материјали, забраната за поседување и објавување ќе се применува од јули 2017. Односно, од тогаш ќе може законот за бомби со кој се забранува поседување и објавување прислушувани материјали и ќе се применува од јули 2017. Сега тоа не ми е баш најасно како решение. Ако е до 2017 ќе може да се објавуваат бомбите или приватноста повторно е заштитена со забрана на објавување на прислушните разговори. Душановски? Ви е јасна? Не ми е јасна. Јас не сум запознаен точно со како е формулацијата на тоа законско решение, не би можел да го коментирам. Употребата на снимките од нелегалното снимање, значи од материјалите, дали обработка, користење во политички или во други цели, така мислам дека беше. Значи и користење и обработка, значи дали ќе можат да се употребуваат или зошто е ограничено до 2017. Мислам дека е тоа пак некој заеднички договор да можат истите да се употребуваат, да речеме, за следните парламентарни избори. Како и да е на Венецијанската комисија препораката во таа насока, не само на Венецијанската, тоа е пракса на Европскиот суд, судска пракса, дека јавниот интерес секогаш доминира кога е во прашање одредена информација, макар и било тоа нели преку особено кога се работи за политичарите и за нивниот приватен. Да, тоа е категорија на во таа насока мора да бидат сите законски решенија. Таа е категорија на Европската унија и тоа е етаблирана од формално правен аспект, тоа веќе не е етичка категорија. Советот на Европа, значи, општиот интерес е пред интересот на индивидуата. Овие решенија Советот на Европа ги сугерираше уште пред 22 години точно, се вметна точно во Европската конвенција за човекови прави и ние како потписници на Европската конвенција би требало да почитуваме. Во европските држави стана пракса, имено материјалите кои се стекнати на незаконски начин, доколку во нив се обработува материјал кој од јавен интерес, може да се користат во доказната постапка пред судовите. Значи, тоа беше решение во тоа. Иначе секаде во светот нелегално стекнатите материјали не се земаат како доказ во судска постапка. Меѓутоа, во случај кога се работи за
Општи интерес. За јавен интерес, тоа го сугерира Советот на Европа и тоа беше прифатено, затоа во тој домен беа насоките и на Венецијанската комисија. Тоа имаше Уште препорака. еден блок реклами и потоа завршната поента на дебатата, особено околу тоа што би можело во наредниот период да се очекува. Дали под маса на одреден начин се игра на варијантата на една нова експертска политичка гарнитура, преодно решение, дали воопшто ќе дојде до нова влада. Мене ми е симптоматична на одреден начин абстиненцијата на СДСМ околу прифаќањето на оставката и новиот избор, односно реизбор на старите министри и така натаму. И дали на подмаса се игра слично како што на времето со мајскиот договор Груевски Ахмети, тоа беше верификувано и подпишано од американците и никогаш не беше објавено, но де факто се реализира. ЕПП и НАСАД. Моите вечерашни гости, универзитетските професори Зоран Киткањ, Имер Исмаили и истражувачите и политиколози и правници Стоименов и Трошановски ги прашувам дали очекувате, бидејќи изразите таква надеж дека натаму ќе продолжи интензивното модерирање на мигрантните фактори, под маса да има некаков дил или да се насочуваат лидерите на дил под маса, а на јавна сцена да ни глумат конфронтација. Дали тоа ќе заврши евентуално со можноста од симнување на одговорност во ова драматично време со евентуална поддршка на експертска влада, со политичка поддршка на сите 4 партии, која како искуство го имавме, ама беше многу индикативно со падот на Клюсев. Еве да дадам перспективата од истражувањето на јавно мислење, 55%, значи доминантно мнозинство се за преодна влада. Каква? Политичка, партиска или експертска? Од неа најголем дел се за експертска. Добро. Значи, во таа експертска влада, како што имаше и нели соопштение до медиумите Институт за демократија, мора да најдат свое место представници на граѓанското движење и на шарената револуција. Таа мора да е дел од решението на оваа криза и на овој проблем. Во зависност од одлуките кои ќе ги донесе меѓународниот фактор, а кои ќе мора да се спроведуваат внатре тука, така најверојатно ќе биде и составена и владата. Дали тоа ќе биде експертска? Јас мислам дека нема да биде политичка влада, затоа што досега сите ги пробавме на некој начин и тоа не дава резултат. Еве, видовме колку месеци практично тоа од еден проблем создава друг проблем во однос ВМРО, ДПМН и луѓе. Ако така мислите, сметате дека Заев играл тактички добро што оставил така глатко да му ги сменат министрите? Па има индикации дека е така. Најверојатно знае што ќе се случи во иднина, и затоа е толку мек, толку е елегантен во сета оваа ситуација, нели? Пошто јас мислам дека експертска влада или техничка влада, тоа се терминологии кои практично насочуваат на нешто. Спроведување на одлуки кои ќе бидат донесени во институциите на системот, без при тоа да се предупредува, односно да се на некој начин најави што ќе биде крајот. Ова може да го направи експертска влада или стручна влада, но луѓе кои доаѓаат од партии, од било кој, од сите овие 4, пошто веќе станува мачно. Стануваме држава на 4 поглавици. Сите си имат, го бранат своето племе, а ние сме во 21 век Чомовски. Тоа е навредливо на некој начин. Значи, цело време ни договарат иднина и живот на нас, нашите деца и нашите внуци во иднина, 4 поглавици кои па тие не се над луѓе, па и тие се луѓе. Затоа што една експертска влада која ќе биде надвор од политиката, а ќе работи под диктат на меѓународната заедница, ќе спроведува, а не да измислува закони, тоа ќе биде спасот. И јас се надевам на овој принцип, на овие низ недели, месеци, мојата надеж се базира врз ова предпоставка која ти го кажам. Нема да бидеме фрустрирани дека сме протекторат? Па зашто ако не сме способни да имаме да чуваме држава која создадовме или ни го дадоа, тогаш треба да се соочиме со тоа. Стоменов? Знаете како, во
преговарањата, поготово за вакви политички кризи кои се работи, секогаш има мали дилови под маса. Значи, тоа сум убеден и тоа постои. Значи, ние тоа не може да го знаеме. Меѓутоа, исто така, многу е значено и суштински тие мали дилови да не ги пречекорат оние базични, основни постулати кои ќе доведат до решавање на политичката криза. Значи, ќе бидеме сведоци, убеден сум во периодот кој следи во наредниве недели, дека интензивно ќе се преговара и ќе се дојде до некој модел, дали експертска влада, повторно некоја техничка влада и така натаму. Дилови ќе има комбинации разни, меѓутоа ние треба да бидеме спремни едноставно на се и треба да размислуваме оптимистички дека мора со ова криза да се реши едноставно, мора да запре, ова веќе трае предолго, мора да се најде некој решение, мора да се вразумат и лидерите, кој што сгрешил да си поднесе одговорно за тоа и убеден сум, еве како што кажа, во скоро решавање на еден договор кој треба да дојде, мислам, до почетокот на јули, со една нова експертска влада која повторно би донела некоја одлука за избори кои би биле на есен, мислам. Вас морам директно да прашам. Бидејќи знаете номенклатурата и филозофијата на владењето овие 10 години во ВМРО. Постои убедување дека се што мислиме дека не може и не смее да направи Груевски, се тоа го прави. И дека ние мислиме дека ќе има експертска влада, а дека ќе не води тоа, но и тоа нема да го дозволи. Нема да го прашат. Нема да го прашат Груевски веќе за. Верувам, пак ќе речем, како што кажа, верувам во огромниот притисок на меѓународниот фактор, верувам дека тоа нема да биде така и верувам во решение. Едноставно верувам во експертска влада. Груевски не е во ситуација сега да он кажува и да пласира своји идеи и истите да ги реализира. Значи, помина неговото време. Кога прашувате за каква влада, значи, најтешко, но најдобро решение е експертска влада. Значи, најтешко затоа што ќе треба одлуките да ги гласа парламентот, така ли? А најдобро е затоа што видовме и констатиравме дека не се многу кадарни сами да го решаваат проблемот, политичарите. Ја и пред 2-3 месеца на една локална телевизија спомнав дека МАНУ, Интеруниверзитетската конференција и стопанските комори да состават, да предложат една влада. Сега, каков избор на тела сте им направиле, ала вера да ви кажам право. Бизнисмените молчат. Пред малку ми рековте дека во Белград. Ама за да се ослободат? Ама како се ослободат? Јас напротив нив не би ги... Треба само ослободување. Немаат кредибилитет во време на молчење. Двете стопански комори кои до вчера ги чистеа чевлите на Груевски по Александра Паласиова, сега да формираат бизнес елита нова. Па не мора ли тие 2-3 економски ресори да речеме што се? Кој е интерректорски универзитетска овие ректори кои одеа на поклонение? Зошто ректорите? Нема ректорите, зошто ректорите? Па ректорот не е непаметен. Сега ми рекавте дека професорите молчат. Ама ректорите не се непаметните луѓе. Или ги замолчува. Добро. Ректорите не се непаметните луѓе. Сакам да полемизирам зашто не сум најсреќен кога ќе ми ги спомнете бизнисмените кои наполнија пари и викаат сега велат тешко е времето. До пред 6 месеци викаат политичката криза ќе има, нема влијание врз економските текови. Како тоа? На кого да верувам јас? На Бранко Азевски и на Сојузот на стопански комори? Не мора челниците кои што ги водат, да речеме, и универзитетите, и значи на универзитетите има многу способни луѓе. Има многу способни луѓе. А и во бизнисот има. Значи, некои трпат разни притисоци. И сега имаме софистицирани форми на рекетарство. Значи, ајде да помогнете, значи, бидејќи знае колку има, вика, имаш на сметката толку и толку пари. Значи, не може градоначалникот да го лаже. Значи, морате да пуштите ова и ова да се направи. Значи, во форма на донација, а не доброволно. Блиц, што мислите, кој би бил оптимален рок за одржување на изборите? Како што сега е поставено, тоа е флексибилно. Значи, прво услови, после избори. Исмени кратко. Времето, одредувањето времето, тоа врши притисок врз било кого, Чомовски, затоа што практично има многу работи да се завршат до легални, кредибилни, прифатливи избори за сите. Има многу работа до тоа, значи времето за мене во овој случај не е битно. Тошановски кратко. Јас сметам дека околу година и пол
би бил некој разумен период со оглед на темелноста на реформите што треба да се направат за да се создадат предислови за кредибилни избори. Мојата проценка е многу порано, мислам дека некаде можеби во есен ќе бидеме сведоци на нови избори. Тоа е мојата проценка. Ке се поклопат со локалните избори, бидејќи не може да се оди на локални избори затоа што овие барања што се однесуваат за сите видови на избори. Значи притисоци постојат за сите видови на избори, и локални, и председателски, и парламентарни. Значи за локалните избори. Добро, благодарам. Тоа беа моите вечерашни гости, универзитетските професори Зоран Киткањ и Имер Исмаили, и Марко Трошановски институт за демократија, и Глигор Стојменов, правник, магистар, кој работи во Собранието како политички советник. Поштовани гледачи, утре сте со Боби Христов. Уште еднаш ве потсетувам дека почнав контакти со 10 од 20-ната наши гледачи кои изразија желба да дојдат на топ тема на овој граѓански форум. Ми треба време, зашто како и секој друг сака да знае зашто ќе се разговара, но уште еднаш потсетувам дека и со оние наредните што ќе контактирам, нема да дебатираме за личните проблеми и начинот на решавањето, туку низ личната перцепција да видиме каква е можна разврска на Македонија. Мислам дека цивилниот сектор и граѓаните заслужуваат многу повеќе глас од што оние стандардни телевизиски јавувања во кои веќе се прави ревалитет и на партиска, и на политичка, и на лична основа. Поштовани гледачи, ви благодарам. Пријатна вечер.